Добро вечер, добредошли во последната емисија Печат на неделата за оваа сезона. Како што знаете, јуни е, крај на јуни и сите, веројатно и вие и ние, едва и чекаме малку да се разлабавиме, да се тргнеме од пред телевизиските камери, да се одмориме, па да се видиме можеби за следната сезона со некакви нови идеи, нови концепти и така натаму. Во оваа емисија Печат на неделата ќе третирам темата која што вчера по игра на случајот и мојот колега Александар Чомовски ја третираше со своите двајца гости, со ректорот на Битолскиот универзитет Сашо Коруновски и со професорот од Машински факултет, бившиот декан Атанас Кочов, а се однесува на тоа докаде сме, што сме, какви сме во високото образование. Јас денеска со моите двајца уважени гости, со професорката Ана Павловска-Данева и со професор Маријан Бојаджиев, кој што е директор на Американскиот универзитет во Скопје, сакам да поразговарам на темата кога може да се очекува Македонија да евентуално добие барем еден универзитет кој што ќе биде на првите 500, а во суштина е истата оваа тема. Докаде и како ќе продолжи високото образование во Македонија, бидејќи свесни сме дека во последните години навистина имаме голема криза околу целиот тој важен општествен комплекс. Сепак ќе ве замолам пред да влеземе во дискусија, бидејќи сигурен сум дека ќе имаме што многу да кажеме. Денеска во нашата телевизија гостин беше господинот Петар Атанасов, кој што завчера си поднесе оставка на функцијата заменик министар за образование. Јас ги замолив колегите од отвореното студио да направат еден исечок од некакви 4-5 минути, предлагам да го погледаме, па тоа ќе ни биде веројатно и некакви илустрации вовед за она што и самите вечерва ќе го разговараме. Во рок од 60 дена бев подготвен со мојот тим барем 5-6 нови законски решенија од среден калибар да подготвиме. Тоа значи нов закон за учебници, нов закон за научно-истражувачка дејност, нов закон за имплементација на медиумска писменост и дигитализација во прво, второ и трето оделение. Закони кои ќе им овозможат наставниците поквалитетна настава, работа, следгување на терен, работа директна. Знаете, јас неколку пати сум напишал, не можете да донесете едно системско законче и да сметате дека сами ќе се реализираат работите. Подолго време состојбите во образованието не се добри и таму бара работа со луѓе. Чи бев подготвен за 12 месеци да направам тоа што можеби е пропуштено за 3 години. Беше едноставно неоддржливо и напорно со месеци во Министерството да не се случува ништо во врска со Законот за основно образование. Подготвените програми, наставни планови содржини за прво, второ, трето оделение, се уште виси во воздух употребата на учебниците Кембридж, се уште се бутка она застарена концепција за академија за наставници, каде што наставниците треба да се стават под контрола, да се лиценцираат, да плаќаат. Значи тоа беше замрзнато, а ново не беше потегнато, се до пред еден месец кога некако Министерството се разбуди одеднаш од сон и почна да нуди нешто во јавноста, што мислам дека не е добро осмислено и не е поставено на здрави основи. Јана се извинувам. Во однос на вашето прашање, во структурите во Министерството за образование, претпоставувам дека е тоа така и во другите структури, се уште владеат старите постави. Чи владеат раководители на сектори, на оделенија, кои барем во образованието го клекнаа на коленици. Чи учествува во една екипа која политички погрешно го водеше образованието, која насилнички ги менуваше законите, кој импровизираше, кој ги исполнуваше желбите на кабинетот на премиерот претходен и кој по секоја цена сакаа да направат проекти и да направат некаков успех. Но со такви импровизации стигнавме до овде. Истите тие раководители на сектори, на оделенија, советници, специјални советници, истите тие ја креираат ден денес политиката на Министерството за образование. За жал, ниту во работната група не бе вклучен, во работната група што требаше да го доврши Законот за основно образование. Но имаше ли или да бидам запознат барем, че мора подитно да се донесе закон за учебници, да се регулира учебникарството за да донесе до подобар квалитет и конкуренција. Че да конкурираат луѓе со подобри трудови, подобри учебници, но и од внатре од нашите автори. Тоа е број 1. Второ, мора подитно закон за научно-истражувачка дејност со добар буџет. Затоа што не е доволно само фондот за иновации и технолошки развој тоа да го прави со компаниите. Мора државата да инвестира во наука. Моментално е 0,0, не знам, процентот, што е ужасно страшно. Следно, мора да се симнат советниците од бирото
другите образовни институции на терен, заедно со наставниците. И да се проба што не чини, како чини. Видите, Во пракса? еден инцидент со Орце Николов ни покажа дека нешто е труло во нашето образование. Знаете, одеднаш ако сакат илјадници луѓе во една гимназија додат, што не чини? Другите школи или образованието или наставниците или родителите погрешна представа имаат. Значи тоа е приоритет, но и еден друг комплекс на прашања. Образованието мора и по хоризонтала да поврзе неколку сегменти во општеството. Мора да даде производ за економијата, но мора да даде производ и за општеството. Мора да вложи во приоритетите за развој и тука да ги школуваме децата, зашто не може 20 приоритети да има. Мора да го зајакне квалитетот. Не само во високото образование, што се надевам дека ќе се случува од сега натаму, зашто тука барем имаме добро законско решение, но квалитетот се контролира или се обезбедува на сите нивоа. И треба многу повеќе да работиме, да бидеме искрени. Мора и наставниците, и ние, и сите многу посериозен пристап кон образованието, да вложиме повеќе ако сакаме да има резултати. Добро, како што гледате, колеги, заменик министерот кој што до вчера, завчера беше на функцијата во Министерството за образование, има прилично критичка слика за тоа што се случува во образованието, иако се разбира неговата тема е сите слоеви, сите нивоа на образование и така натаму. Јас вечера ќе се обидам да ги отвориме проблемите и перспективите на високото образование. Ана Павловска Данева, неодамна објавивте текст во кој што со исклучително критички зборови минатата недела се осврнавте на состојбите во високото образование. Можете да не го прераскажувам во кратки црти што ви се суштинските забелешки? Сосема накусо, да, не се само критички, туку се и само критички. Текстот критикува она што е надвор од универзитетот и што не придонесува за подобрување на квалитетот или ако сакате придонесува за намалување на квалитетот, но и само критички бидејќи ние самите чинители однатре од високото образование не сме направиле доволно за да може да си го качиме својот квалитет, квалитетот на услугите што ги нудиме. Прво сакам да се оградам сосема од фактот или да го потенцирам всушност фактот дека јас не сум никаков експерт за образование. Да, во ред, ниту тоа. менаџер, ниту некогаш сум имала менаџерска функција, ниту сум аплицирала да имам во структурите во органите на универзитетот. Меѓутоа од друга страна пак сум некој што работи на тој универзитет 24 години. Така што можам да зборувам само за она што ние професорите и нашите студенти го чувствуваме како негативна последица години наназад. Не би ја раскажувала колумната, тоа се само неколку констатации. Суштинските забелешки. Бројот на студенти ни опаѓа од година в година во Република сега Северна Македонија. И тоа е еден тренд кој не зависи само од квалитетот на основното и средното, така како што ни ги праќаат идните студенти и наш, туку и од демографскиот развој во државата, тоа е неспорно. Но од друга страна, тој податок сам по себе не мора да сигнифицира некакви лош квалитет или така натаму. Не, Просто но може да има друга- помалку население. така е. И се иселуваат, и младите им се отвораат можности да Така е, одат на страна така да е. студираат, порано тоа беше после студија, сега се почесто после матура веќе одат. Од друга страна, бројот на универзитети се зголемува. Јас И- само да ве подсетам, има една официјална статистика, неодамна ја објавија, во Македонија има над 190 факултети и само 150 и нешто средни училишта. Значи една дискрепанца која што е очигледна, не е ни Јас се приближна. срамам од тој податок. Јас како универзитетски професор се срамам од тој податок. Ние на вистина долго време имавме една политика на пропагирање популистичка дека секое дете во оваа држава што ќе се роди треба однапред да се знае дека треба да студира. Но Ана, има во тоа и една предузимливост, како да кажем, на крајот на краиштата и образованието е бизнис сектор, освен јавниот дел во образованието, во кој што ако некој сака да отвори 5 факултети со по 10 студенти, негов проблем. Ако има бизнис модел во тоа да го најде, дали тоа треба да се Јас со блокира? тоа немам никаков проблем и тоа пазарот ќе го одреди. Ако зборуваме за бизнис, ја зборуваме за приватното образование. Да. Меѓутоа, ако го зборуваме за државните универзитети, тоа не е бизнис. Ги Тоа е јавна спомнувате и услуга. ниските плати на професорите во Куба. Тоа ќе се надоварев на ова кратко излагање што ни го прикажавте од интервју на поранешниот заменик министар. Набра неколку работи. Единствено, многу кратко провеа, ако приметивте, само со тоа ќе се согласам. Проблем во високото, зборувам за високото образование, е буџетот, го спомна тој буџетот, односно финансирањето. Државата наша, ниту сега, ниту порано,
ниту предпорано од постоењето до денесот од самостојането не вложува во образование, во високо образование и наука. И тоа е проблем. Нашите плати се исклучително мали. Ова не е популистичко зборување, бидејќи не е ни умесно да се кажува мали се, па ќе имате секојаш контра, сите се Во мали. јавноста има друг впечаток. Во јавноста има впечаток дека професорите се добро платени, Не се работат на проекти плюс, секој се советници, креираат закони Тоа и нема така никаква натаму, врска со финансирањето од државата. Државата нас треба да не ги финансира платите. Кога платите би биле пристојни барем, не се ни пристојни. Тогаш најверојатно многумина од нас не би сакале да бидат ничии советници. Тоа не е едноставна работа, напорна е. Не би сакале да работат проекти ноќе. Не би сакале. Маријан, ако веќе предовме на личните имиња, бидејќи се знаеме долго време. Маријан, дали во мала држава, во држава со пропорции на Македонија, воопшто може да има наука? Во овој тип на високо Ајде, вака, само ако може да... Ајде, јас сакам да... не, одлично приказате, јас со тоа мислев да почнем, ама имавте два инпути, ако може само тука да расчистиме две работи на стартот, малце се влезе у приказа на приватното образование и бизнес и така натаму, да расчистиме дека тоа не значи дека не е квалитетно. Тоа никој не го рече. Пазарот ќе определи. Тука делумно се согласувам, бидејќи има и кој друг да определи. Треба да имаме одбор за евалуација и одбор за акредитација и просветна инспекција, и никој не работи ништо. Ако тоа не би го поминало, нема да биде универзитет. Нема постои. Не се согласувам. Има член услови. 46 кој што вели дека одбор за акредитација треба да го следи работењето. За разлика од Ана, јас прво сум раководител некои више 14-15 години високо образование, сум евалуатор во Америка во ACBSP и одам во евалуација на универзитети и предавам на Торе Регата во Рим и отприлике малку овој дел на евалуација малку ми е попознат и за жал ние на секој одбор за акредитација им нудиме. Дајте да направиме некоја обука, не ние, него кога има негде во Европа во близина. Некои од тие се уште не функционираат по новиот закон. Не се формирани по новиот закон, меѓутоа функционираат старите, а одбор за евалуација што постоеше по некој закон од 2009-2010. Акредитација, двете се воедно споени кај. Не, сега во новиот, ама во едно време имаше Во стариот, во постечкиот имаме одбор за евалуација и акредитација. Така да, едно време, за жал Ана, само ако може да не ми акредитира. упаѓате збор, сакам да кажем дека во 2009-2010 имаше на законско решение, го постоеше посебен, не сме ВМРО СДС, на иста страна сме го приказнала, имаше посебен одбор за евалуација, беше професор некој друг, никогаш не се одржа ниту една седница. Зошто? Зошто не знам зошто you tell me би било прашање. Никогаш не е одржана ниту една седница, така да постојат не е само пазарот, постојат и тела. Тоа кога кажеме само банките ќе ги регулира пазарот, па зашто постои Народна банка? Постојат контролни регулатори и тела што треба нешто. Добро, што е тезата? Тезата е дека државата не воспоставува доволна контрола и регулатива за да добиеме квалитетно образование. Воспоставува квази регулатива и не прави ништо. Ајде сега да се вратиме на прашањето дали може да има наука. Во димензија на држава како Македонија и со импути какви што е Македонија, ние сме Швајцарија, дали воопшто може да се развива, да речеме, наука? Така, сега значи имаме нели некој шангајско рангирање што сега 3-4 години никој не го збори, го беше првото. Ја имав среќа или несреќа, не знам да видам присутен на презентација на резултатите. Министер беше Панче Кралев и беше дојден директорот на Институтот за педагогија на Джиотонг универзитетот од Шангај. Ние тогаш имавме некој проблем, бевме лошо рангирани и нашата мајка од Америка прати протест дека не се земени во СИТБ и така не, мислам одеше таа приказна. Битно таа презентација почнуваше со следниот наслов. И јас ова го говорев кога Петар беше председател на оваа собраниска комисија за образование, имаше една вака многу убава дискусија пред да се усвои овој сегашниот закон, значи тоа е пред година и нешто, мислам во мај дека се искуси законот. И нивниот наслов на презентацијата беше следен: зошто Македонија нема универзитет во топ 500 и зошто никогаш нема да има? Пазете, доста драматично почна таа. Добро. И отприлике тезата им беше се дадали одговор на сега да, апсолутно да. И сега тезата беше дека Македонија, дека во топ 500 се само богати земји. Сите се у топ 50 у светот, Америка, Јапонија, ке. И сега ви исклучок е она што е дозволена статистичка грешка, тоа е 2%. 10 универзитети се само наоѓаат таму и сите се во централна и источна Европа. Етвош Лоран од Будимпешта, Загреб беше тогаш, Љубљана, Карлови у Чешка, Атина и така. Меѓутоа велат и овие 10 универзитети се во земји што се во топ 50 бар GDP per capita. Не се у 50 најголеми земји. Со други зборови, сакате да кажете дека GDP-то игра улога во рангирањето на така, ама сега се јави еден проблем. Да, 2 години после тоа, Македонија да речеме 92 од GDP per capita, Србија 93 или обратно, тука некаде се зависно од СИА или World Bank или кој израз ќе го користиме. 2 години после тоа влезе Белград. На листата од 500. 500. Значи оваа теза зошто никогаш нема да бидете, падне во вода. Да биде билјата уште поголема, 2 години после тоа влезе Ниш.
Па сега да биде билјето уште поголеми, има еден од слайдови, сега во она област што го говоревме малку во рангирањето по области, сега има 4 универзитети од Србија што е 92 како и ние. Зошто е тоа така? Што Затоа што Србија добро нешто работат. драматично направи? Не, Еве не, ги слайдовите, добро работат, некој нив се на Ова е имено точно говори 4 за... српски универзитети рангирани во Шангај Global Ranking, ама по област. Еве ги и овие, како да кажем, Еве ги 6 универзитети од во регионот. да, пошто имаме 4 меѓународни рангирања, Times QS, Times Higher Education и Шангај, тие се стандарди во светот. И македонски нема ни еден, а во регионот се јавуваат 4-5. И значи имаме проблем. Да бидеме поштени, претходната влада направи една огромна. И отприлике мојот говор на ова во собрание беше, ако ние сите заедно, ние, вие, држава, академија, не седеме направиме стратегија од 10 години, еден универзитет да не биде од Македонија од топ 500, сите Што да треба таа собереме. стратегија? Ана, ни треба ли стратегија за тоа? За тоа како ќе влеземе од топ 500 Да. не. Сега ако пошто ме замоли Маријан, ме опоменат многу круто и сериозно како сериозен директор да не му упаѓам Добро, збори, еве, јас јас се побарала почитувам. малку да вака. Одборот за акредитација и евалуација ќе определи кој може да се основа како универзитет. Кога беше дал акредитација и вели American College може да биде и МИТ, може да биде и Славјански, не знам уште колку приватни, ФОН и така натаму. Откако сте ги прошле тие услови и да не ги поминале, нема да добијат акредитација. После тоа колку ќе работат и како, ќе определи првенствено пазарот, а се разбира потребна е евалуација. Евалуација е нешто што во нашата држава никогаш не се случувало. Никогаш, ни кон ни приватните, ни кон нас, државните. Ќе добиеме сите акредитација, нови наставни планови на хартија да ги видите, па тоа се какви Шангај први. Кога ќе ги видите нашите хартии сите, како е тоа скоцкано убаво. И вие да сте во одбор за акредитација не може да кажете нека дајте 5 забелешки, све ќе се исполни. Никој не влегол после да провери. За тоа говори и некој заменик министерот кој што вели дека инспекцијата, тој говори за средни училишта и за основни, ама тоа важи и Од за високо. квадратура, дали има соодветна, пошто и тоа се И тоа вели, вети, да, до професори колку имаат одредени универзитети, некој има минус, нема ни еден професор, нема ни еден доктор на науки, позајмуваат разни, па тие случиле договор, па договорот прекинал, па ги нема више. Никој не дошол да провери. Прво тоа, контролата која што треба да се води, ја велам прво кон нас јавните универзитети. Да кажем А уште после еден кон- податок кој што е повеќе за публиката, бидејќи вие го знаете. Во Македонија има 22 или 3 универзитети. Во Македонија имате 24 места кај што се издава диплома за дипломиран правник. Така е, тоа сакам да кажам. А во Словенија истовремено нема повеќе од 4-5. Апсолутно. Уземаме на паралела во смисла на број на население и така натаму. Така што таа експлозија од мора да е резултат на нешто. Така, сега. Наместо да имате, тоа е Маријан во право, новиот закон уште пред година дена предвиде дека ќе има национален совет, посебен, дека ќе има посебно тело, сега посебен орган, агенција за квалитет, што го збориме дека го нема, посебен орган за акредитација. Ние како интеруниверзитетска заедница си го направивме своето. Си предложивме луѓе, не ги избрани се и дремат, без само имаат хартија дека се Решение. избрани. Владините луѓе ги нема. Се додека владата не ви ги постави, немате можност за работа, не се конституираат органите, не постојат тие органи. Значи не е именување, тоа не е ни избор, не идат на конкурс, они владата треба да каже ова и ова и ова се моите представници таму во тоа тело, вие професори си избравте своји, терајте се. Нема. Тоа не, и тие не се формирани и не постојат. Што се однесува до законите, вели заменик министрот, не е до законите проблемот. Не, еве и претходниот закон, вели Маријан, по тој закон дека добро направила претходната влада што вовела некои високи критериуми. Не, дека имаше некој позитивен импакт. Да, Генерално беше катастрофа законот, имаше малце пресија Еве го кој новиот закон, повикува, да. година и кусур. Ништо не е сменето. Ништо не е сменето. Според законските Ама одредби. ништо не е сменето. Од органиве нови, студентската, се сеќавате кој Да, беше знам, студентска причина за организација нема. падот на Груевски? Студентите кои што се Па, дигнаа таму заради почна се, законот, да. Заради законот. Тие студенти бараа своја собствена организација, деполитизирана, департизирана. Каде е таа на хартија? Имаме во законот, супер изгледа. Нема. Нелегитимни се. Сега преку примери да ви објаснам. Нас ни дојде 2009 или 13 година некаде, 15-та, покасно беше пред падот. Дојде инспектор од МОН, службеник, ни поништи цела седница на наставнички совет, не една точка. Направен факултет, патен биде речен. Седница, знаете, што значи 40 кусур точки, 70 точки ги поништува. Знаете зошто? Немало според него легитимен представник од студентите кој требало да седи на ННС. Точно немаше студенти, но ако ги преброите бројот на професорите и гласачите, вие ќе видите дека тоа не прави суштествена разлика, дури да биле. Немало студенти. Вие сега немате организација студентска.
Нема. Никому ништо. Маријан, бидејќи си во позиција да тоа се разбира, го знаеш, затоа што таква ти е работата. Прават ли инспекции надлежните органи? Многу често. Што се случува Апсолутно. при тие инспекции? Па добро, Тие се ние- формални, неформални, Не, какви па добро, се? има и суштински, кај нас доаѓаат многу после ние ги пуштаме. Некој не ги пушта, тоа Тоа како да не ги пушта. Но доаѓа просветен инспекторат, така? Да, па добро, тоа му е задача, за тако е законот поставено. Имате некаква корист од тоа? Имате Па некаква... добро, нас ни влагува еволуацијата дека еден стейкхолдер ни е добро задоволен. Корист некоја специјална немаме, освен што и ние гледаме да Се почитуваме обидувам да закон. детектирам, значи, дали е... Може да се овој вратиме на тип- суштински Ајде, да. моменти за ова како да има топ 500. Едно од работите што ги кажа Петар е буџет за НИР. За НИР е научно-истражувачка работа, така. Со што апсолутно се согласувам. Да кажем видите, од меѓународните рангирања у принцип се бираат на истражувања. Дел е квалитет на студенти, проодност и така натаму, што кај нас е проблем бидејќи сега проодноста е во странство и нешто у Македонија кој ќе завршат добро веднаш наоѓаат работа, пазарот на пара на труд се изместува. Маријан, се извинувам, само да објасниме за гледачите. Значи, меѓународните рангирања се составени од разни критериуми кои што во комбинација даваат одредено место. Тоа значи од финансиска самоодржливост, преку број на студенти, квалитет Број на на професори, Нобеловци. број на Да, да, да. Нобеловци, А за тоа издадени треба трудови, пари, истражувања. број на Сакам да патенти. кажам до квадратури на основни да. дејности, Да, спортски сали. Сакам да кажам, тоа се многу комплексни критериуми, не е тоа само... Меѓутоа, еден од главните е научно-истражувачката работа. Воопшто за визибилно... Ние имавме сега ситуација, аплициравме за акредитација во Јордан, например. Зошто ве Орден? Па затоа што има една амбициозна господја што е почесен конзул на Македонија и сакаше нешто да направи, а ја имам некои традиционални релации, имаме со некои студенти што на времето студирале медицина Одама. во Скопје, збориме у социјализмот и сакаа да нешто да направиме и не одбија да бидејќи немаме доволно трудови на Скопус. Што кај нас никогаш не беше да речеме. Скопус е што? Па едно од базите како База. Web of Science, Scopus, EBSCO и така. Ние се фокусиравме на некои други и не одбија, например, за сега да кажем за визибилност за универзитетот мора да имате научно-истражувачка работа. Ова го спомена и Петар Атанасов и сега што се случува во пракса. Во пракса нема да бидам погрешно разбран, се надевам, државните универзитети се добива средства од државата, ние не добиваме ништо освен обврските, инспекции и така натаму. Меѓутоа, една од работите каде што нешто добиваме е тоа научно-истражувачката работа. Тоест, ако наш професор објави труд со импакт фактор како што го објави Јана, и нашиот професор ќе добие 500 евра и некој од правен факултет ќе добие 500 евра и сега тоа касне не знам 2-3 години го има, го нема, меѓутоа тоа не функционира доволно добро. Што има направено Италија, да кажем два интересни примери. Прво, во Италија да станете редовен професор треба да имате хабилитација. Хабилитација во Италија е постдоктор, повисок докторат, што е автономно научно дело кое пренесува за научната работа. Кога ќе да станете доктор Хаб или во Франција тоа доктор Етай, не знам Унгарија има некој друго име, вие сте на плата на државата. Кога ќе се стекнете со тоа звање, секој Со што е таа редовен хабилитација. професор, секој што ќе биде избран за редовен професор, независно дали е на Tor Vergata или на Бокони или на не знам на Луис, добива плата од државата. Ако сака фирмата може да му додаде, да му одземе, меѓутоа основната плата ја плаќа државата за секој што ги исполни тие стандарди. Заради научниот придонес Заради научен оригинален. пренос. Второ, во Италија въведо и тоа сега знае Сашо имавме оваа голема меѓународна конференција кај што ни беше ректорот на Tor Vergata, што е by the way подпредседател на нивната ректорска Само да кажем, конференција. Tor Vergata е универзитет со 40.000 студенти. Вториот Значи, државен тоа е- универзитет во Рим, што е рангиран у топ 500, што е рангиран у топ 50, под 50 и така натаму. Значи, втората работа што ја прават и што му предложивме на нашиот имавме средба у министерството, викаме дајте, еве стојат луѓето на располагање про боно да дојдат и амбасадата ќе им покрие трошоци да дадат некој совет како да одиме понатаму. Они имаат систем на така наречени центри на квалитет, центри на одличност, кај што секој универзитет може да конкурира. Значи, ако имате финансирање условно 100, они ви даваат уште 100, ама на центарот за одличност, бази на некои критериуми, наука, патенти, не? И он на центарот на одличност има дупли буџет. Например, на Tor Vergata тоа е економија и медицина. И сега тие што се таму вработени имаат плати, истражувачки буџет, можности за меѓународен престој. И плюс? И тоа се онда имате она позитивна спирала што оди нагоре, тоа се развива и едно од приказните што се можеби Јас се извинувам бидејќи разговараме за буџет и ние сме обврзани да имаме импакт фактор во рекламната содржина на телевизијата. Предлагам да отидеме на неколку минути реклама, па се враќаме назад во студиото со ова, се надам занимлива расправа.
Добро познатиот вкус на пелистерка, збогатен со свежина на лимета и мирис на мента. Пелистерка мохито, идеална доза екзотика. Знаеш, многу ни е стара однеднава. И сакала да ја освежиме малку. Сакам смарт телевизор, една голема столна лампа, така да ни прави атмосфера кога ќе ја запалиме. Леле, баш ваква си ја замислив. Баш како што сакаш. Со НЛБ потрошувачките кредити искористија промотивната понуда со најниска каматна стапка, без трошоци за одобрување. НЛБ банка. Добар ден! На што се жалите денес? Докторе, последниве неколку дена ме боли десната рака. Ништо страшно. Тоа е поради возраста. Ама, докторе, и левата рака е на иста возраст, па не ме боли. 2 компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. Јас сум тука, кога животот е убав и те обзема љубов. Кога со радост зборуваш, а уште посладко молчиш. Кога затвораш очи, кога брзаш, кога љубиш. Роса, секогаш со тебе. 2 компоненти во една таблета за брзо и силно дејство. Парафен за ден без болка. You can bring your friends. Yeah, bring your friends. Некои работи е подобро да ги имаш дома. Кафемат Крупс Нескафе Долче Густо Инфинисима. За брза и лесна подготовка на над 20 типови на кафе. Заедно со 32 капсули за дегустација. Имајте ја сега со неверојатен попуст од 45%. Нептун инспирира радост. Официјален партнер на Леман. Со горивата Extreme и G-Force. Официјален партнер на Манчестер Юнайтед. Официјален партнер на MotoGP. Американско гориво за врвна економичност и перформанси. Галф, бензински станици. Баланс Плюс киселото млеко содржи многу придобивки, извонредна кремаста структура со богат вкус и дури 2 пробиотски култури за одличен почеток на денот. Баланс Плюс кисело млеко. Прилагодувајќи се кон потребите на своите купувачи, Кристина Дамил ги состави италијанските брендови Natuzzi Editions, Caligaris и Ego Italiano на едно место. Нивните производи со својот модерен дизајн, висок квалитет и удобност се достапни во ексклузивниот салон за мебел, лоциран на булевар Ѓорче Петров 146 во Скопје. Намената на мебелот е да ви пружи задоволство. Дозволете да ви го возможиме тоа. Добро познатиот вкус на пелистерка, збогатен со силна арома на кола. Пелистерка кола, идеална доза енергија. Внимание! Време е за Lucky Days. Денови на среќни купувачи во Нептун. Супер понуди и најголеми попусти до 60 рати. Побрзајте! Акцијата важи само од овој четврток до овој вторник. Нептун инспирира радост. Поврзете се со VIP Combo Box и добијте брз интернет дома или во вашата викендичка. Каде и да сте? Едноставно вклучете го уредот и за само 599 денари месечно уживајте во сурфањето. VIP, член на A1 Телеком Австрија групацијата.
Како што можете да замислите, продолжи расправата во паузата на рекламите околу масава со исклучително инспиративни забелешки на моите соговорници. Се договоривме да продолжиме со статутарните решенија на универзитетите. Ана, УКИМ, најголемиот универзитет во државава, веќе година и кусур нема статут. Нема, и тоа е страшно. Тоа е Мислам дека никој нема помина, мислам дека на Битолскиот. Сега помина на собрание, бидејќи собранието основач на универзитетот. Треба да помине на пленарна седница, уште не е. Уште не е на пленарна, на комисијата помина. Како тоа може да се случи? Тоа е поразително за сите нас. Што е статутот прво? Значи, статутот е закон или устав на универзитетот. Универзитетот е автономен. Тој има само закон за него важи, за високо образование, и после тоа иде статутот на универзитетот. Значи дека тоа е се поставиот статут правен на акт. работите? Не. По ниеден. Тоа сега, значи, во суштина може би и неправни дипломи дават. Може да. Тоа може така може да се толкува. оспори, сериозно може, бидејќи законот нов за високо образование вели престанува да важи статутот на сите универзитети, престануваат сите акти. Така. Во август минатата година, крајот на август, престанува. Тоа значеше дека ние требаше да го подготвиме статутот пред август, ама не само ние да го подготвиме, туку и нашето собрание да ни го усвои или да не го усвои, да не даде согласност, да ни каже како да се постапи, доколку се некои одредби спротивни на законот. И вие сега имате една ситуација на тегнење, кај што Комисијата за образование собраниска одлагаше седници, не закажуваше. Што има суштински, има забелешки некои некакви? не знае, буквално никој не знае. Прво еден пратеник прашате ако знае, јас тврдам дека најдобрите пратеници што се од комисијата не знаат што се забелешките. Зошто? Затоа што изненадувачки, крајно лошо изненадувачки, негативно, забелешките ги даде владата, односно МОН. Министерството за извршната власт, просто кажано, од која што сме ние автономни. И тоа е првенствено деградација за собрание, бидејќи собрание не е нас основачи, собрание не е контролор. Ако не чини статутот, пратениците сакаме да ги слушаме, треба нашиот ректор да дојде на таа седница и да ги слуша, и пратениците да ги чуе, што имаат да кажат. Тие може да се брифираат и со политичари, со министри, со сопартици своји, нека се брифираат, но дојдат тие да ги кажат. Приватните универзитети исто по истата постапка врват? Па слична, што е отприлике ужасија. Ние, значи, како што кажеме, ние од државата, освен овие некои мали за истражување, се разбира, приватни сме, нема никаква финансиска поддршка, а ги имаме сите врски. Меѓу кои сега се искомплицира една согласност на статут, прво да ги даваше МОН, сега во новиот закон ни дава влада. И едно 4-5 пати до сега ни го враќаат. Беш би сакал да запознам кој правник ни го враќа, све за да речеме еднаш ни го враќа, ние имаме таму негде мисија. Ама зошто е тоа така направено? Бидејќи стварно делува нелогично. Не е здраво владата да Владата е нивниот основач, затоа она дава. Нас ни е собранието, па мислам ги да основач во собственост, туку ви дозволува. Ајде, добро, и дека биде така. Не, ајде нека биде така, можеби да има правна логика, али на пример зашто не една од забелешките беше да имаме негде мисија дека комбинираме најдоброто од американски и европски модел на образование, што е апсолутно точно. И ние тоа сме го искомбинирали, имаме сите можда и решенија за почеток се работа. Вика да, ама у законот не пише американски модел на образование. Пошто ако не пише, уставот вели дозволено све што не е забрането, на пример. Така. Кажете ми, бидејќи разговараме мислам дека е така стои уставот. Не, ја не гледам проблем со американскиот систем, па сам имаме основни училишта, основни приватни кои што имаат американски модел, нема проблем. Добро, основните да друга тема, тие никад не беа у законот. Никад не се пошто уставот е забранета. Со устав се забранети, па постојат како пилот програми и се амерички. Со амерички. Основните никогаш не се. Ајде да ме прашам, бидејќи двајцата долги години сте на универзитет, во рече, знаеме дека државата секогаш се клати на една нога, знае да ги утне своите овластувања, да доцни со усвојување и така натаму. Што е проблем на самите универзитети? Каков е кадарот со кој располагаат универзитетите? Кој е квалитетот што го нудат? Бидејќи Ана и воопшто си критична и околу тие, да кажем, забелешки. Во трката по пари, видете, образованието, науката и тоа го кажа и Маријан, научната истражувачка дејност и високото образование се скапи играчки. Скапа дејност е тоа, многу скапа. Изгледа сме многу богати, бидејќи имаме толку многу високообразовни институции. Нашата држава не вложува, значи треба многу пари да вложи. Да се вратам на вашето првично прашање, има ли шанси некој да влезе? Јас тврдам нескромно дека мојот универзитет УКИМ
може многу брзо значи на некој среден рок за некоја година да влезе меѓу првите 500 без никаков проблем. Нас ни треба пари да одвои државата да се вложат во наука, во патувања на луѓе, во да идат да истражуваат, да објавуваат таквите трудови за да се објават, се плаќа во часописите светски. Се плаќа за да се објави. И сега на крај на никој нема му се исплати истражувањето да го објави во часопис да плати, туку ќе го шитне како тезга, вие велите проекти работа за да добие пари од тоа истражување, а не дава пари да му се кога ќе реши државата да вложи пари, тогаш ќе почне и квалитетот да се зголеми и ние ќе влеземе у тие 500. Прашањето ви беше околу... Прашањето ми е кој е составот на кој е проблемот наш? Нашиот и- проблем е во тоа што сега во трка по пари, бидејќи не вложува државата, бидејќи ние на нашите плати си правиме дотур со сопствени пари, а да не правиме муабет за ВЦ-ата, за интернет. Ние немаме интернет, државата не ни дава. Како може да немате Така интернет? нема ни студентите наши ни ние. Тоа сами што ќе си обезбедиме, па кога ќе некоја коло не работи, не знам, модем, еден куп работи, се снаоѓаме. Компјутер ние немаме од државата, а треба да истражувам. Не, секој сам. Факултетот порано кој имаше пари купуваше, сега сите сами. Значи ништо нема. ВЦ-ата на студентите, а ставите ги професорските. На студентите не се средени. Тоа вајде треба државата да го направи пошто сме државен универзитет. Добро, ама не е ли тоа проблем и на управите? Бидејќи сега претпоставам дека не може министерот да биде задолжен за тоалетите во универзитетот. Нема треба пари да ни даде да купиме чешми, какви што треба да има нормални. Треба да ни даде пари за да не ни прокишњава кровот при секоја сака. Добро, дали се само парите Не. проблемава? За да има пари, ние почнуваме да се тркаме помеѓу себе прво внатре, а после и со другите, да привлечеме поголема бројка на студенти. А тоа значи да го спуштаме, што значи таа трка? Да го спуштаме критериумот. Со тоа се спушта и квалитетот. За да можеме да привлечеме, за да не ни одат студентите на други универзитети или факултети каде што е полиберално студирањето и положувањето, почнуваме ние, дури ние меѓу себе се расправаме, има неколку професори кои никако не спуштаат критериум, со сета почит кон нив. Тие почнуваме да ги гледаме чудно кога ни ги кочи студентите да продолжат на мастер студии, зашто нас ни треба Значи да... има едно генерално олабавување на критериумите за да се Нашиот проточност комутитет, да се... тефтерчето, како постоело за суди, да се разбереме, отворено разборено, не знам како е на приватните, апсолутно не се оградувам. На државните факултети и универзитети работеше. Се мисли на При тефтерчето на вработувањето. Бордана во За смисла на вработување, судството. така е. И тоа е самокритичноста. Ние треба сега да се исправиме и да кажеме веќе стоп со тие постапки. Не ни е проблем законот, како што вели Петар Атанасов. Затоа што она знаете како сега вие секогаш викате автономија, од друга страна нема автономија ако не успеете сами да си го Ако споставите. нема пари, нема автономија, Саша, јас тоа го велам, кога ќе те стегнат, ти гледаш да преживееш. Каков е квалитетот на приватните? Сега до душе Марија Овде би се согласил со умешана Ана, странка. една работа и јас му предложив на Саша, тоа може да треба да се направи следна емисија. Не знам дали се имаш запознаено со проектот на Светска банка што е за финансирање, каде што има двајца експерти што работат, каде што предлагаат отприлике во најмала рака автономија на буџетот. Вие сега да замине човек у пензија, за нов да го примите, пак треба да иде министерот да подпише, немате онака компактен. И тоа е Испразнето место на пензионер, треба пак да ни таму подпише. има модели на финансирање што се многу добре применети и Но има и министер... лоши во тој проект за кој што зборувате. Не ги Светска знам банка. Има детали, и тоа така е и така. 2-3 ги знам што ги презентирале и вториот беше да се направи финансирање на база на output, research или студенти или на input, на број на квалитетни студенти, така да е сепак подобро од ова што е ова е систем, ја мислам од сега нема 84 систем, Марије. Не, има 84 или 5 е донесен кога проректор беше Шоптројанов, не знам како Во беше ректор. моментов нема систем, све се Од распаѓа. аспект на квалитетот, мислам дека ова искрено да видам би било жал ако оди во оваа насока на American College, може да заборам за таму кај што сум апсолутно обратно. Ние кога ние се соочивме со една приказна на експанзија на образованието, значи 2009-2010 и драматичен пад кога ние бевме сега нашиот да речеме број на студенти е 40% од она што бевме 2010. Ние моравме да се прилагодиме како вика Дарвин, не се најсилните што ќе останат туку тие што се најприлагодливи. Сега да не тоа е цела презентација што се направивме во тие прилагодби, меѓутоа таму кај што не попуштивме е квалитетот. И тоа Квалитетот на што? На наставата, сега ќе го кажам, професорите? значи едно е на наставата, второ на барањето од студентите и трето на истражувачката активност. Јас отворено тврдам и една од работите што перманентно ја бараме од секоја влада се направи рангирање според области, каде што тврдам дека 2 наши факултети се броени во Македонија. Наотвор, за бизнис и веројатно за архитектура.
Кај нас се прави рангирање на универзитет, УКИМ, УКЛО, што е... Добро, ова ќе го земеме како пристрасно. Па не Оцедување на состојбите, не е пристрасно, на еден од слайдовите има таму едно рангирање што го прави Институтот на Федерални резерви на САД и на институт имаат во Сен Луис, Мизури, една од овие банките што се во рамки на системот на ФЕД, кај што перманентно реагираат нашиот универзитет, нашиот факултет за бизнес, 4 години поред е најдобар у Македонија. Има ли во Македонија, како да кажем, одговорен систем на рангирање? Сега што се случи? Саша, една интересна... Ако веќе не реагираат на Шангај и на Айви лигата, има ли во Македонија интересна работа што се случи? Нас ни требаше следната година имаме реакредитација во Америка и ни требаше една филозофија што се вика мерење на цели на учење и ни бараат пред цело време направите бенчмаркинг споредба со некога. И ние долги години се вадевме дека тоа немаме баш со кого да се спореди во Македонија и сега имаме една амбициозна деканка нова на факултетот за бизнес, професор Христова, и она рече ајде да се обидеме да направиме и бевме на економски и на штул. Добро. Траеше тоа 3-4 месеци преговори напред назад за на крај да не одбијат. Не, како мерење ќе испаднат вашите ползи. Во смисла споредување на... Баш така, најдовме кај се сродни предмети, што треба да научат таму, што треба, кои вештини и знаења ги имаат, на крај не одбија и ние онда плативме агенција Америка што ни ја направи евалуација. Претпоставам се тоа е еднава страна дека ве одбила заради тоа што мислеле дека ќе бидете подобри. Би било добро тука да им се деканите. Рековме дека е пристрасен, рековме дека е пристрасен. Како обезбедува државата? Тоа сакам да кажам. Зашто државата? Ево уште да го повлечам тој дел сега да не влезе. Зашто државата не прерангирање по некакви своји објективни критерии? А да се ми живее, не знам зашто го плаќаме Шангај по 150.000 евра, тоа нигде не искача. Имате ли тоа сознание? Зашто државата не прерангирање? Добро, имаме 20 и кусур универзитети. Може ли државата да излезе и каже според ова рангирање со сите овие критериуми во Македонија? Прв, втор, трет, четврти, пети, 25. Државата треба тоа како констатиравме евалуација да направи, прво да констатира кој не исполнува. Јас тврдам дека има универзитети што не исполнуваат услови и пред да не изрангира кој е прв и втор, тоа ќе биде супер што ќе видат и студенти и родители кој е прв. Треба овие последни да ги ишкрата и ги затвори. Имаме проблем што тие постојат, тие треба да бидат затворени и да не постојат. И тоа се гледа од авиони, сите го знаеме кои се никој. И зошто се премолчува тоа? Политика е прашање, бизнис. Тоа не би знала да го одговорам и многу ми е жал што не успеа ниту една влада. Ова е да ајде да речеме некаде не на почеток, но на средина од своето владење. Се надевам дека залезот е веќе есента и доаѓа. Ајде да речеме втора половина, ама како и да е, па претходната владееше многу долго и тоа не го стори исто. Бидејќи се приближуваме конкретна емисијата, ве молам да ми дадете една ваша проценка. Како мислите дека ќе се одвие оваа приказна во наредните 5-6 години? Ана? Јас искрено се надевам дека државата сериозно гледате само од фактот колку често почнува да се зборува на темава. Па тоа не беше тема интересна ни за народ, ни за студенти, а камоли да биде дозволена да се дебатира вака и да се критикува. Штом толку често и вашиот колега вчера Чомовски, денеска вие се отварат, заедно седнуваме на маса универзитети, приватни, државни, истите горе-долу ги имаме барење цели. Мислам дека многу брзо ќе се свати дека тука мора да се вложи средства, пари за да се постигне квалитет секаде, вклучително и во образованието, и доколку државата ги подпомогне државните, јавни, незините универзитети, тогаш мислам дека многу брзо можеме да скокнеме. Ние имавме квалитет и УКИМ зборувам сега конкретно за правен. Се уште сме најдобри. Се уште е најдобар правниот факултет, Јустинијан први нема подобар во државата. А за да можеме да го заземеме местото што го имавме сами пред себе во огледало, нас ни треба мал стимул. И ќе дојдеме пак на тоа што сме биле. Јустинијан први секогаш први е нашата парола и таа е позната. Добре, гледам дека двајцата искористивте прилика своите универзитети да ги изрекламирате. Маријан, каде ќе бидеме за 5-6 години во оваа област? Имајќи ги предвид сите вакви... Јас имам тука многу радикален став. Без интернационализација нема. Сега пак ќе покажам и примерот во ИТА. Да речеме кај нас во законот, во прошлиот закон имаше задолжително најмалку една програма на англиски, на пример. Ја тоа би го не знам дали го имаме новиот закон. Апсолутно, го имаме направен факултет на политички студии. Тоа би бил ја министер, ја би го направил обратно. Кој има програма на англиски, ќе му дадам дополнителни средства, на пример. Со стимул, не со казна. Тоа сме ние. Меѓутоа, што мислам интернационализација? Секое место во Македонија мора да биде отворено меѓународно. Ние викаме Европска унија, дента кога ќе бидеме во Европска унија, секое место, а ние зашто да не почнеме од сега? Зашто за избор отворено меѓународно? Па се распишува конкурс за професор. Секој може да конкурира и од Бугарија, и од Србија, и од Англија, од каде сакате. Па зарем сега тоа е забрането? Па не е дозволено. Граѓани на Македонија, државјани на Македонија. Ректор изречито во една фаза не имавме, нас не беше ректор, прв ректор ни беше за жал сега покојниот Биро Гашпар, редовен професор од Унгарија, експерт за човек. Сега изречито забрането, ректор не може да биде странец. Зошто е тоа така? Не знам. Некако државен интерес. А стварно мислите дека тоа ќе придонесе до квалитет ако ни дојдат ректори од ректори, интернационализација, студенти, професори, отвореност. Значи, видите, професори ние сме имали, ќе имаме, ама за тоа треба пари исто.
да ни доаѓаат странци, врзано е доаѓале. колото. Фулбрајтовци, сите ние сме биле и сме отишле надвор, Добро, ама но и очигледно ни дека- доаѓале, и ни доаѓале. Добро, И се уште доаѓале. Тоа е една приказна, не можеме сето да го отвориме сега, меѓутоа една приказна. Втори елемент на интернационализација, пак ќе го кажем овој, значи сега ректорот на Тор Вергата, он го кажа у презентацијата дека има асоциација на топ 50 под 50 млади Така е, универзитети да. што се рангирани како најдобри. Ние сега ајде се пак да се рекламираме. моделот е само за да кажеме, моделот е да еден семестар учите во Рим, втор семестар во Скопје, Тоа трет семестар во Унгарија, на исти програми Тоа со сега го важички прават. дипломи од сите Тоа го универзитети правиме, и така исто, натаму. исто. Добро, тоа се али не, имате на друга приказна. со она е важички дипломи од сите универзитети. Јеруне Young Entrepreneurial Research Network. Така. И значи он го каже бројката, Да. 4,8 милиарди има тој 50 универзитети на заеднички проекти. Ние после таа средба се обидуваме да направиме сега со амбасадата и со Централна европска иницијатива да направиме една Можеме мрежа ли ние на тоа да го издржиме, Марија? Не, нема- Со нема овој шанс да го квалитет на издржиме, образование, ние со овој можеме- квалитет на за- целиот Ништо систем. да направиме, ние можеме среќа- да се прикачиме малку, но тоа мислам го веламе да се прикачиме кон некој За последно вагонче. среќа нашите дипломи на УКИМ цел, вклучително и направен кој што на пример најтешко се препознаваат и правните студии се специфични од држава во Секој се држава. национални, да. Сите се признаени до една. Ник ни сретна студентка моја, магистрирана на мастерот административно право кај мене, јас бев ментор, во Германија отишла со партнерот. Значи целосно ја признаена. И магистерската и додипломскиот на УКИМ, на сите факултети. Како гледате сега до Душана доаѓа од правен факултет, па ова прашање можеби не како да кажем нелогично за таа наука, но како гледате на ова постојано инсистирање дека нашето образование не произведува кадри кои ќе го поддржат стопанството? Како тоа се рефлектира? Има ние во имаме- тоа вистина, Маријан, мислам слушај, како ние е. имаме, Пошто значи- тоа е една од мантрите кои што сега се оди на дуално Ние од образование, реформи. 2005 година имаме деловен совет, сега се веќе некои 160 фирми и тоа многу активно, еднаш годишно имаме годишно собрание, така сега ние на пример сегашната гувернерка ни беше подпредседател до вчера и така. И тоа стано ги канеме и меѓу другото бараме ревизија на курикулум и викаме еве ние тоа предаваме. И тука имаше една изрека, во една фаза ни беше председател Илијан Чогаговски, беше тогаш директор на Microsoft. Вели, тука вика ние стално ја збориме ова, нема доволно кадри, а ти го ќе не викнете, го ќе ни дадете ова и никад не сме ви вратиле фидбек. Така да малце Јас лави не, за тува и исто не стрит. се согласувам, не знам како е со Американ искуството, претпоставам вашите кадри се вработуваат во стопанството без Апсолутно, проблем. да. Да речем, ние не може во стопанство, нешто посебно да инвестираме како правници, меѓутоа машинскиот факултет кадрот што го произведува, ама апсолутно веднаш им се вработува во стопанство. Не само што идат надвор многу мина од нив, им ги препознаваат дипломите и квалитетот, но и се вработуваат овде во нашата индустрија колку и да ја има во Па држава. добро, ама расте индустријата и бараат посебно овие Еве машинци се фирми во вработуваат зоните, без за проблем, не машинците, знам дали да. тоа вчера го спомнал колегата. Кочов, колку што знаеме сите од Финки се вработуваат кадрите при дипломирање во стопанството. Но се уште најмногу има кандидати за правници и за економисти во Не, држава. многу малку имаме. Не. Ви опаѓа бројот. Исклучително Драматично. малку, исклучително малку имаме, да. Но сепак нема многу компјутерски факултети толку колку што има правни факултети во држава, во таа смисла. Да, мислам да, дека да. Најлесно веројатно се За отвараат жал. факултети на За овој жал. тип на општествени науки кои што па има и логика од тоа кои што не бараат лаборатории, кои што не бараат Ма трошоци добре, тоа е при филозофијата на Болоња. Каде Да. со време се напаѓа Болоња, демек сега лесно поминува. Болоња што значи? Болоња е систем измислен во Шведска за да повеќе луѓе завршат нешто повеќе Така, и од се средна пружи школа, шанса, оди со да. средна школа живеат сите добро, така. Така. И системот е на 150 до 200.000 евра да имате мало универзитет со општествени науки, овие нешто менеджмент и такви приказни, до 500.000 да имате нешто малце од можеби технички, на 4 милиона е медицина стандардно, на 10 милиона нуклеарна физика и тие поозбилни приказни, а ние ради национална гордост сме направиле Сега- медицина и порано. неколку. Па добро, ама еден беше во социјализмот, тоа што се измисливме ние два, колку има 3 медицински, 5 медицински. високи школи и 3-4 ветеринарни, тоа е Сега ми тикна кога ги гледавме презентациите на Маријан дека неколку универзитети веќе, односно факултети, не универзитети во Србија влегуваат на сега светово влегде, високо. сега ми изненади мене, мислам 4 дека да. Србија се уште нема трезорски систем за образованието. Тоест, парите на универзитетите и Се на факултетите остануваат се нивни пари, како што кај нас беше кога ние бевме број 1. Значи, реално ова што го зборам со парите е многу има корела. Ана, не можем да разберем ова твоја бијќи ја слушам, меѓутоа гледайте, нема влада во Македонија во која 30% не доаѓаат од Скопски универзитет професори да бидат министри.
А негдека биле и 70% од премиери па Ама надолу. тогаш кога биле окей беше. Мислам. Ама чекајте сега, тогаш јас за тоа ние исто немавме трезорски систем. Тоест со наши пари си располагавме сами. Немало министар за Тоа финансии Србија кој го што не прави. бил од Скопски универзитет. Ајде да се видам. Трајко Никола, до Тевдовски, до Добро, Славевски Врвеловци. долго време беше. Добро, да, имате право. Се согласувам. Никола Поповски. Не, може би Ставревски не бил професор, еве да речеме дека. Ама не Ставревски велам некаква аномалија кога во таа сами сме се управувале со парите. Ја ве слушам цела вечер, Истото цело и во време ми Србија. зборувате за парите. Мислите дека парите се централниот проблем? Ама кажете ми како да направам истражување и да платам да ми се објави во журнал. Зошто со која плата? Тоа е до истражувањето. Едно од работите што може да се направи, и ние сме да речеме посебно горди, сега добивме прв пат сме на носители на еден кост проект, што е огромен, некој не знам милион евра уследните 3 години. Не е наш само, него се 30 нешто универзитети, али го говорам на интернационализација, тоа е една од приказните што придонесуваат кај нас. Единствено што сме добили озбилно како финансирање се европски пари. Дали Темпус, дали Еразмус или сега Кост, така да тоа се тие бенефиции Ќе што се согласиме сите, јас го Али поздравувам се тоа. согласувам дека е заправо најтешко тоа. Го Тешко е да поздравувам направиш тоа, меѓународни. 5% се зголемија платите на основните, но во основно браво. Учителките треба уште поише да имаат. Оти тие ни ги воспитуваат, учат покрај што ни ги воспитуваат првенствено децата. Се зголемија 5% на средно. Објаснете ми, имате логично објаснение зошто не и на високо? Ќе треба тоа да го поставите прашање преку својот синдикат до Владата на Република Мене ме изненади Македонија. во комисијата кога се правеше новиот Значи, закон, имаше реално. 3 синдикати представени. Некој независен, Да, сега има и некој независен, да, точно. ама има сите независен. три беа присутни во комисијата за правење на законот. Браво. Јас билам цело вашата време колишка беше, Рената беше. законите не помагаат да се реши состојбата. Не се согласувам со Петар Денасов. Неговиот прва констатација беше закони дека треба се. Не, еве го новиот закон од пред година, ништо не се смени. Добро. Јас ви благодарам и на двајцава вечерва, Ана Павловска Данева, Маријан Ала на Бојаджиев. поканата. Ќе има, се надевам, уште многу прилики, бидејќи очигледно дека тоа што вели Јана, таа топка е затркалана и треба да се тркала, бидејќи Да, добро не е верувам дека констатација, има усвари дека е отворена дискусија, да пред тоа Па беше така само е, името, па што така ќе е, правиме. точно. Не се збореше за Да, високо образование. викавме професори кои зборат само за политика, за нешто друго. Сега малку и за своите професии Проблеми. да поразговарат и проблеми. Ви благодарам и на двајцата, вам почитувани гледачи, ви предлагам да останете со Еден ТВ и понатаму. Јас сум Сашо Ордановски, ова е Печат на неделата. Се надевам дека веројатно ќе се гледаме и од септември, бидејќи следува една летна жешка пауза. Благодарам и пријатно. Иначе